Колку е важно за историските личности да се пренесе знаењето, да се учи во образованието, во образовниот процес, да се задржи вниманието на сегашните деца. Сега како тоа успеваат да го направат наставниците? И дали успеваат? Верувам дека успеваат. Со наставник по историја Јана Трековска од Основното општинско училиште Киро Глигоров разговараме во продолжение. Јана, добро утро. Добро утро, Јована. Може да започнеме со тоа колку е важно изучувањето на историските личности во образовниот процес, може уште од најмала возраст, ајде и од предучилишните установи. Верувам дека на интересен начин започнуваат уште од тогаш да изучуваат. Така, убедена сум дека уште од градинките децата, кога станува збор за некои побитни историски настани, побитни историски личности, се запознаени од страна на учителките таму. Учењето и изучувањето на историските личности како е битно за учениците уште од најмала возраст, бидејќи преку нив децата градат најразлични вештини. Може би тоа вака на прв збор изгледа комплексно, но преку нив најнапред се запознаваат со многу морални вредности кои што тие понатаму ќе градат во својот живот. Например, може да учат преку нив да се запознаат за храброста, за честноста, за доблеста, за како тие историски личности успеале да бидат истрени, верни на своите идеи, своите идеали, дури и во најтешките времиња, како што е конкретно еве денес, ќе го споменам случајот со Гоце Делчев. Да, тоа ни беше всушност и потик за разговорот денес када разговараме на оваа тема. Освен тоа, преку историските личности децата развиваат и критичко мислење. Во целата таа плејада на историски личности кои што ги изучуваме од 6 до 9 деление, не сите може да се вбројат во онаа категорија на личности кои што оставиле позитивен белег за историјата. Па така кога ги изучуваме децата, тука самите создаваат мислење дали таа историска личност, да речеме, ја класифицираат како добра или пак ја класифицираат како лоша. Во одредени случаеви тие се идентификуваат со нив. Да речеме, најчесто имаме случаеви во училницата кога детето го носи истото име како историската личност, па тоа самото е срекно и е гордо затоа што ете можеби ќе биде храбар како него или ќе направи некои убави работи. Учениците развиваат љубопитност кога станува збор за историските личности и најчесто дел од нив ги користат како пример понатаму и како инспирација за тоа што сакаат да бидат кога ќе пораснат, затоа што во целата таа група на историски личности нема само херои, ние обработуваме и научници и луѓе кои што учествувале во разни историски процеси, индустријски револуции, обработуваме и споменуваме голем број на книжевници. Како реагираат децата, ова се современи деца? Така. Кога ќе им се предочи дека станува збор за една од најзначајните личности во нашата историја. Еве како пример, кога нам ни беше дадена како тема табакерата, за која што има снимено и филм, нели, од 72-та, Ристо Шишков е во улога на Гоце Делчев, ние знаевме што е табакера. Дали децата знаат, дали овие термини се уште постојат низ образовниот процес, дали како им се доловува она што се случувало тогаш? Децата реагираат различно во зависност од возраста. И во зависност од тоа за која личност станува збор и во зависност од тоа како личноста ќе биде интерпретирана пред децата. Најчесто кај нив се пројавува љубопитност и восхит. Тие се восхитуваат како може некој човек толку храбро да постапи во одреден момент, па наставничке дали било опасно, дали сега ако сме во таква ситуација ние би постапиле така. Тоа се низа на прашања кои што детскиот мозок постојано ги поставува за време на часовите кога да речеме се соочува со некоја личност која од огромно значење. Може би кај некој деца да предизвика и тага, да речеме зошто се неговиот живот згасна многу порано, може би кај некој деца да представува инспирација. Најбитно е што децата пројавуваат огромна љубопитност. Мене тоа искрено многу ме радува и што веќе пред да започне часот, нели јас пред да почнам да раскажувам или да објаснувам за одредена личност, тие доаѓаат со одредени предзнаења. Точно е дека некои зборови табакерат и така натаму можеби нив не им се познати затоа што е сосема поинакво време, децата раснат во сосема поинакви услови, гледат сосема поинакви содржини, конкретно на телевизија кога станува збор за тој филм, но затоа сме ние тука во училницата да им објасниме и да им доловиме дека всушност историскиот процес е една лента која што треба да се следи од почеток па се до ден денес. Кога е тоа така, колку вие професорите, наставниците по историја
е дозволено и излегувате од рамките во толкувањето, со цел да се задржи вниманието, со цел да се побуди онаа љубопитност и се она што го напоменавте. Па, според мен, еден од најголемите предизвици со кои што ние се соочуваме како наставници во училницата е токму да се задржи вниманието на децата, затоа што и вие самите знаете, ова се модерни генерации кои што меморираат и памтат визуелно. Поради тоа излегуваме од онаа рамка на фронтално предавање, кое што може би била класика за минатото, затоа што тоа кај децата, тоа кај децата задржува. Нашето време си носеше други моменти, други предизвици и тој начин на изучување има други предности, меѓутоа подоцна за тоа во некоја друга тој фронтален пристап од прилика 10 минути, нели може да го задржи вниманието и поради тоа се вметнува конкретно по предметот историја. Јас си оставам простор да вметнам и мултимедија, да речеме разни документарни филмови, видеа, разни фотографии каде што детето ќе може да го види историскиот лик пред него и емоционално ќе може да се поврзе. Голем број на презентации, истражувања, може да се вметна дури и видеоигри, нешто што на децата им е особено интересно, затоа што гејмањето кај нив е доста актуелно. Може да се вметнат карикатури, преку карикатурите јас пробувам некогаш на малку покомичен начин да ми ја представам историјата, па дури некогаш и некои лични анегдоти кога станува збор за историски личности, затоа што децата ги сакаат тие работи кои што се интересни, она што го нема во учебникот или онаа рамка, они сакаат да слушнат нешто интересно, некоја пикантерија, може би нешто што за нив ќе биде вау. Гоце Делчев, име над сите имиња во нашата историја, треба ли да има унифициран пристап на сите образовни нивоа и во сите институции, особено кога станува збор за виталните личности како ова кои што постојат за нас и меѓу нас и кај нас. Апсолутно се согласувам кога станува. Дали треба од најрана возраст до последната образовна возраст, ако човекот треба да учи додека е жив, нели? До од забавиштето или градинката или што и да е, па се до факултетите, подеднакво да се третира една историска личност како ова? Треба да се задржи унифицираниот пристап кога станува збор за личности од националната историја, како што е ликот на Гоце Делчев, затоа што според мене само така може да се изгради национален идентитет и чувство за припадност. Исто така, тоа е единствениот начин на кој што можеме да го заштитиме и да се грижиме за културното историското наследство, кое што е всушност наша должност. Но тој унифициран пристап треба да биде прилагоден на различни нивоа. Да речеме конкретно почнувајќи од најмалата возраст кога децата се сретнуваат, па се до најголемата. Можеби еве сега давам пример во 4-то деление кога ја обработуваат лектирата Гоце Делчев, повеќе да зборуваат за неговите херојски подвизи, за тоа како знаел да се преправа пред османлиските власти, а веќе кога стигнуваат во 9-то, малку подлабоко да размислуваат учениците можеби за неговите цитати, за условите во кои што тој действувал, за каква била економската и политичката состојба во тоа време и така натаму. Доаѓаат ли учениците на часот по историја? Споменавте, имаат лектира петоделинците, верувам дека денеска повеќето ќе обработуваат Гоце Делчев, но и претходно од оделинските наставници доаѓаат ли подготвени со предзнаење кој е Гоце Делчев? Можеби од родителите? Да, од окружувањето, затоа што Гоце Делчев е личност која што се присутна денес во општеството и на моја огромна радост децата навистина знаат кој е. И сега кога ќе дојдат во 8 деление, конкретно во 8 го споменуваме ликот и делото на Гоце Делчев, тогаш подлабински навлегуваат во темата и во материјата. Мустаките негови ги знаат, го препознаваат на фотографиите? Да, го препознаваат. Најмногу се чудат кога јас ќе споменам дека претежно не бил многу висок, бил малку понизок од она што го замислуваат. И кога ќе го видат на фотографија или во музејот на македонска борба, онаа восточна фигура дека бил навистина малечок, тука нивниот прв шок, вау, колку бил мал, ние го мислевме дека е поголем. Тој историски го растас, така што... но сепак кога разговараме за неговите дела и подвизи, тогаш сваќаат дека големината сушност е во идеите, во она што луѓето го прават. Знаат ли учениците кој е Ѓорги Николов Делчев? Тука малце е проблемот затоа што го препознаваат повеќе, морам да признам, како Гоце. Ке поработите на ова? Вие просветните работници. Толку во ова гостување по повод 155 години од роѓењето на Гоце Делчев. Да, ви благодариме наследничката професорката Јана Трајковска од Основното општинско училиште Киро Глигоров.